Значи, можеме да прочитаме денеска се и се што. Јас можам да кажам за себе, дека не сум се слушнал со Катица Јанева. И тоа не е точно. Ако се мисли на висок владен функционер кај мене, го прочитав текстот на МКД, не знам, на некој од портали, може и проширен. Текстот апсолутно не е точно и гледам дека обично веројатно е седење на компјутер, правење идеја како тоа да се има добро примамлив текст за читање. Денеска можете да читате се, јас верувам дека граѓаните можат јасно да оценат што е што. Секако, ако нешто се случило, да некој со некого контактирал или слично, тоа можете и вие самите да го утврдите во постапката, ќе и прашате соодветните луѓе на кои што тоа се номинира. Една е Катица Јанева секако можете некој од тие дипломати кои што ги спомнува таму или поранешни дипломати, еве мене ме прашавте, јас кажувам дека не е точно и слично, но на крајот и јавното обвинителство рече дека е отидено во нејзиниот дом, е земен само телефонот, не е правен претрес, за да видат дали постои конекција, односно докази за нејзина инволвираност или соучесништво со правоосомничениот, или е навистина само злоупотребена во оваа работа. Јас и реков и така очекувам, верувам и граѓаните очекуваат, кога се работи за вака поставени личности, за кои што јавноста негува поголема заинтересираност од вообичаено, тогаш јавното обвинителство секако е должно да информира и да даде информации дали се работи за злоупотреба или употреба на Катица Јанева во целиот овој процес, согласно доказите со кои што располагаат. За мене никој не е виновен, додека тоа не се докаже. Тоа е презумпцијата на невиност. Оти можете да обвинете било кој, а после тоа да испадне дека тоа е злоупотребен. Така да истрагата тоа ќе го покаже. Зошто е земен телефонот? Логично. Јас тоа што го чувствувам е дека суштината на обвинението потекнува тука, дека е користена шефицата на специјалното јавно обвинителство во уцената, изнудување на пари, изимање пари или слично, па треба да проверат дали навистина тоа е така и за самиот случај воден од истрагата против правообвинетиот или слично, но не е моја јас да коментирам тоа. Како граѓани ние можеме да си коментираме, истрагата треба да ги покаже ваквите наоди. Дефинитивно, секогаш сум стоел принципијално зад институциите и стојам зад институциите. Заради тоа што создавањето на институциите не е лесна работа, посебно за работи за кои што државата насушно имаше потреба. Односно со консензус парламентот и сите политички партии прифатија создавање на специјално јавно обвинителство заради тоа што во тој период не функционираше јавно обвинителскиот систем на државата. Тоа е причината зашто е создадено тоа специјално јавно обвинителство. И сега некој, за да ги прикрие криминалите, за да се постави вака, како што е поставен, само да ги заштити своите сопартици од можната одговорност, да бара да се тргне некој од одредена институција, а власта да попуши, тоа мислам дека граѓаните не ми го дале за право. Така да секој пат зборуваме прво за институциите за системот, а секако и за поединците кои што се номинирани на таквите функции. Јас сум упатен човек, јас сум доста информиран човек и секогаш принципијално ги градам своите ставови, сум знаел и да се коригирам. Таму каде што секако сум направил грешка или моите ставови биле на нездрави темели некогаш изградени или слично, но секогаш сум бил транспарентен и отчетен и одговорен за сите постапки. Не е во ред, заради образложение кое што ми беше дадено за Катица Јанева на лидерски средби да биде сменето, јас да кажам, оке, нека биде сменето. Па утре ќе побарат, не знам, да сменам добар министер, да сменам добар носител на висока јавна функција, заради тоа што на опозицијата нема да им се допаѓа. На опозицијата веројатно никој не им се допаѓа. Тие сакаат да станат власт, што е многу легитимно право, но секој пат сме ја воделе јавно дебатата, секој пат сме информирали, соопштувале, и еве денеска имаме ситуација кога навистина треба да продолжиме да одлучуваме за еднината на овој јавно обвинителски систем. Катица Јанева веќе не е таму, таа даде оставка како што прочитавме сите. И еве таа причина е отклонета. Ајде да седнеме да го решиме случајот. Ама сега се барат други изговори. Веднаш штом ќе биде донесен законот и биде избран нејзиниот наследник. Така, ако е активна оставката, нема кој да биде присутен на рочиште во судот. Заради тоа што таа е единствениот овластен подписник. И тоа ми е логично. Зошто тоа? Зошто така? Апсолутно, Катица Јанева поднесе оставка, неотповиклива оставка, која што е активна, која ќе се избере нејзиниот наследник, за да не се нанесе штета на специјалното јавно обвинителство. Јас за луѓе кои што се бореле за правдата, кои што покажале храброст
Во време, кога сите шупотеа и шумолеа во државата и како стојам, секогаш како личности. Додека не се докаже дека таа е инволвирана во криминал, секако дека стојам како личност.